Здраво на сите. Иначе жена ми најде една постара книга од Декамерон и уводот беше многу интересен, кој што многу наликува на моменталнава случка што имаме низ светов. Па испринтав и реков да ја прочитам. Еве ќе се подружиме во овие досадни времиња. А после 11 часот ќе предеме на тие плюс 18 приказни за вечерва. Па да почнеме. Увод. Колку пати, мили дами, размислувам за тоа како сте по природата на срцето милозливи. Толку пати сваќам дека според вашиот суд почетокот на ова дело ќе биде тежок и мачен. Затоа што на челото му е напишан тажниот спомен за минатиот помор и чумата што ја колне секој што ја чул за неа или што ја преживеал. Но не сакам да ве одврати од понатамошно читање стравот дека до крајот на оваа книга ќе ве следат воздишки солзи. Овој ужасен почеток нека биде она што е за патникот кај чувањето на каменливата и стрмна планина, зад која се простира прекрасна и пријатна долина, толку попријатна колку понапорно било качувањето и слегувањето. И како што се крие болка во дното на најголемата радост, исто така по секоја неволја следува веселба. По оваа кратка мака, велам кратка затоа што се состои од малку зборови, следува набргу наслада и уживање, што ви го ветив отпрвен и што можеби немаше да ги очекувате од таквиот почеток, ако не ви подскажев и навистина, да може да ве поведам по поудобен пат, кон она што го сакам, а не по толку стрмна патека, како што е оваа, на драго срце ќе го сторев тоа. Но бидејќи не би можел без овој увод да изложам зошто се случило она, за кое ќе читате подоцна, скоро нужна ме натера да го напишам. Кажувам, значи, дека спасоносното зачнување на Синот Божи броев 1348 години, кога чумата и помор го посетија одличниот град Фиренца, најубав од сите италијански градови. Таа чума, појавена поради делувањето на небеските тела и поради нашите лоши дела, ја испрати праведниот грев Божје на смртните, за да ги поправи и започна неколку години порано во источните страни и покоси безбројни животи. Па без запирање се ширеше од место до место кон запад и со себе носеше беда и смрт. И не помогна човечкиот разум ни наредбите според кои службениците определени за тоа го чистеа градот од секаква нечистотија и беше забрането влегување во градот за секој што е болен, ни советите како да се здочува здравието, ни многуте процеси и обреди, ни понизните молитви и вопли на побожните души. Во раната пролетна споменатата година чумата на чудесен начин го започна своето тажно и разумно дело. И не беше како на исток, каде што крварењето од носот беше очигледен знак за неизбежната смрт. Туку веднаш во почетокот на машките, како и на женските, им се појавнуваа на бутините и под пазувите некои отоци кои понекогаш нараснаа како јаболко или како јајце, некои поголеми, а некои помали. А народот ги викаше Ницино. И од тие две места се ширеа и растеа тие смртоносни ницина по целото тело. Подоцна знаците за болеста се именуваа така што рацете и бедрата се опипуваа со модри или црни дамки, што потоа го покриваа целото тело, кај едни крупни и ретки, кај други ситни и густи. Па како што нициното отпрвим беше, а и отпосле знак за сигурна и неизбежна смрт, така беа и дамките за секој што ќе ги добиеше.
А таа болест никаков совет на лекар ни никаков лек не можеше да ја излекува. Дури и природата на болеста беше таква и неумењето на надри лекарите, а такви покрај учениците се најдоа безброј и жени и мажи што никогаш немали никаков поим за лекарската наука, не умееше да ја победи со згоден лек. Па не само што малку кој оздравел, туку умираа сите на третиот ден, откако ќе се појавеа споменатите знаци, кој побргу, кој подоцна, а најмногу без грозница или друга мака. Поморот беше толку посилен, колку болеста се пренесуваше од болните на здравите, што се дружеа со нив, како огенот што го зафаќа сувото дрво или маслините предмети што се наблизу. А злото стануваше и поголемо затоа што болеста и причината на смртта на се пренесуваше само со близина и разговор. Туку изгледаше дека се пренесува и само ако си го допрел алиштето или нешто друго што си го допрел или што го употребил болниот. Ке се почудите на ова што ќе ви го кажам сега, а да не сум го видел со своји собствени очи и да не го виделе многумина истото, одвај ќе поверував или ќе го напишев. Макар колку сигурен човек да ми го кажеше тоа. Ви велам, силата на таа болест за која ви прикажувам беше толку голема што болеста минуваше не само од човек на човек, туку што е почудно, а се случувало многу пати, предметите на човекот што бил болен или што умрел од таа болештина ако ги допреше животно, а не некој од човечкиот род. Не само што ќе се заразеше, туку за кратко време и ќе цркнеше. Тоа се уверив со своји очи, како што реков прееска. Меѓу другото вака. Еден ден некој беше фрлил на улица парта или на некој сиромашец, што умрал од шумата. Наидоа две свињи и по навик почнаа да ријат низ парталите, да ги цепкаат со зави и да ги влечат. Малку потоа фатија да се виткаат како да голтнале отров, и обете паднаа на земја меѓу бедните партали. Поради таквите и многу други уште полоши случаи се јавија секакви предрасуди. И страв ги обзеде тие што останаа живи. Па речиси сите ги наведоа на сувото решение да ги избегнуваат болните и предметите што им припаѓаат. Правејќи така мислеа дека ќе си го дочуваат здравието. Имаше и такви што сметаа дека умерен живот и издржување ќе се откинат на таа неволја. Здружувајќи се по неколкумина живееа одделни од останатиот свет. Се собираа и се затвараа во куќите кај што нема ни еден болен. Тука многу умерено уживаа во најодбилни јадења и одлични вина и избегнувајќи секаков разврат, се разонодуваа со музика и со разоноди што им беа доставни, но не поднесуваа никој да зборува со нив или однадвор да им се донесуваат вести за смртта или за болните. Други беа на спротивно мислење, тврдеа дека е најсигурен лек од тоа злото да се пие многу, да се ужива, да се скита низ градот. Пиејќи и шегувајќи се, задоволувајќи се секоја желба, да се шегува и да се смее на она што се случува. Па како што зборуваа, така и правеа според своите сили. Дење и ноќе, сега во една крчма, после во друга, пиеа без ред и мерка и го правеа сето тоа уште повеќе по тугите куќи. Само ако откриеа во нив нешто што им беше угодно или им беше драго. А тоа можеа лесно, бидејќи сите како што им се доближил смртниот час, себе си и сите своји работи ги запуштаа. Па така, многу куќи станаа општа својина и секој тугинец кога ќе поминеше од тука случајно влегуваше и се однесуваше како господар. Но и овие, при сите своји животински стремежи, насекаде колку што можеа ги избегнуваа болните. Во толкава неволја и мака на нашиот град беше урнат и уништен честниот углед на законите. Како Божјите, така и човечките. Затоа што нивните слуги и застапници, како и другите луѓе, изумреа или се израздволеа. Или им останаа толку малку луѓе што не можеа веќе да си ја вршат службата.
па затоа секому му беше слободно да живее по своја волја. Многумина пак се држеа за средниот пат од споменатите два, без да се воздржуваат од јадење како првите и без да подаваат за пиење и распуштеност како другите. Уживаа во све колку што им се сакаше, но не се затвараа, туку одеа низ улиците, носејќи во рацете кој цвет, кој мирисни тревки или различни мирудии, па често ги пренесуваа односот, мислејќи дека е најдобро да се крепи мозокот со такви миризби, затоа што воздухот беше осмрден од смрдејата на мршите и проникнатиот од миризбата на болеста и лековите. Некои беа посурови, зборувајќи, што може би беше посигурно, дека од шумата нема ни подобар ниту толку добар лек од бегање пред неа. Таа причина ги натера многу жени и мажи, не грижејќи се за ништо освен себе си, да го напуштат својот град, своите куќи, роднини и се што имале. Бегаа на туги или на своји имоти на село. Како гневот Божји, сакајќи да им накаже човечките пакости од тој помор, да не достига таму каде што се тие. Туку се нафрлаа само на тие што се нашле меѓу зидиштата на својот град. Може би мислеа дека во градот нема да остане никој жив и дека дошол последниот час. Исто како што не изумреа сите оние што мислеа така различно, така и сите не останаа живи. Дури многумина и од едното и од другото мислење насекаде се изразболеа и умираа речиси наполно запуштени. Како што и тие самите дури беа здрави, им даваа пример на оние што не ги зафатила болест. А и да не споменуваме дека секој граѓанин бегаше од граѓанинот. Скоро ни еден сосед не се грижеше за соседот. Роднини ретко или никогаш не посетуваа. Или ќе видеа понекогаш, а и тоа само оддалеку. Таков страв ги исполни срцата на луѓето и жените, поради таа несреќа што братот брата си го напушташе. Стрикото внукот, сестрата братот, а често пати и жената мажот. Дури што е уште полошо и скоро неверојатно, татковците и мајките избегнуваат да ги посетуваат своите деца и да ги негуваат. Како да не се нивни? Па затоа не им остануваше на разболените машки и женски, а ги имаше безброј, никаква друга помош, освен милосрдноста на пријателите, а нив ги имаше малку. Или лакомоста на прислугата привлечена од големата немерна плата. Но при сето тоа и прислугата немаше многу, а и колку имаше машки и женски, беа глупави и ненавикнати на таа работа. Па не беа скоро за ништо способни, освен да му се подадат на болниот што ќе побара, или да се погрижат за погребот. Вршејќи таква служба, често и самите пропаѓаа со заработка. Па бидејќи болните ги напуштаа соседите, роднините и пријателите, а слугите ги имаше малку. Се создаде обичај за кој отпорано никогаш не се чуло. Ниједна жена, колку и да е убава, мила или отмена, која ќе се разболи, не се срамеше од тоа да ја гледа маж, млад или стар, и без трошка срам да му открие секој дел од своето тело, ако го бара тоа болеста, како ја гледа жената. Може би таа навика била причина подоцна тие што оздравиле да станат помалку честни. Освен тоа, смртта покоси многу што може би останале живи да им помогнал некој. Па така, било поради немање згодна нега, што ја немаа болните, било поради жестокоста на самата болест, бројот на оние што умираа дење и ноќе беше во градот, толку голем што беше страшно само да се чуе, а не и да се види. Затоа речиси по нужда, меѓу тие што останаа живи се јавија обичаи сосема спротивни на тие што владееа порано меѓу граѓаните. Некогаш имаше обичај, а има и денеска, жените, роднините и соседките да се собираат во куќите на покојникот и таму заедно со неговите најблиски да тажат. Пред куќата на покојникот пак се собираат заедно со роднините, соседите и многу граѓани, а спрема сталежот на умрените идеа и свештеници, па тогаш рамните нему го носеа на раменици во погребна свеченост со свеќи и пеење во црквата што ќе одбележеше тој пред смртта. Кога силата на чумата започна да се зголемува, сите тие обичаи сосема или делум се напуштија, а место нив се јавија нови.
Не само што умираа луѓето без сите овие жени околу себе, туку мнозината починаа општо без сведок, а сосема малку имаше испратени од оној свет со горчливи солзи и милосрдниот плач на ближините. Тури место тоа често одзвонуваше смеја, шеги и забава, а тој обичај, заборавајќи го на женското сочувство, го примија најнапред жените, за да си го дочуваат здравието. И малку беа тие што ќе го испратеа мртвото тело кон црквата повеќе од 10 или 20 соседи, но силките не ги носеа уважени и видни граѓани, туку некакви носачи на мртви луѓе од простиот народ, што самите се викаа гробари, и им се плаќаше за таа работа. Често мртовецот не го носеа во црквата што ја определил покојникот пред смртта, туку во најблиската. Одеа брзајки, а пред нив 4 до 6 свештеници со малку свеќи, а понекогаш и без нив. Овие со помошта на споменатите гробари, не умерувајки се со долги или свечени обреди, го закопуваа мртовецот во првиот празен гроб во кој што ќе стигнеа. Приликите во простиот народ и кај повеќето од тие во средните слоеви беа уште полоши. Затоа што овие надежта и бедата повеќето ќе ги задржуваше во нивните домови. Па така, останувајќи собрани со илјадници, се разболуваа секој ден, а бидејќи немаа ни нега ни помош, скоро сите обреди изумреа. И по улиците многумина дење и ноќе издишуваа, многу пак изумреа од своите домови. А соседите дури по миризбата на мршата во распаѓање дознаваа за нивната смрт. Па така и тие што умираа, насекаде ги имаше полно. Не малце пауза да направам, ако може само вода се напијам. Фала. Потикнати повеќе од стравот да не им нашкоди, гниењето на мршите, односно од сочувството кон починатите, соседите повеќето постапуваа на ист начин, сами или со помошта на носачи, кога можеа да ги најдат. Ги извлекуваа труповите на умирените од куќите и ги положуваа пред вратата. Кој што ќе поминеше низ градот, особено наутре, можеше да се види безброј такви мртовци како лежат пред куќите. Тогаш ќе донесаа носилки, а кога немаше такви, ги ставаа труповите на некаква штица. Само на една носилка не лежеа заедно по двајца или по тројца. Или само еднаш не се случило, туку неброено пати, на иста носилка лежеа маж и жена, двајца или тројца браќа, татко и син или слично. И безброј пати се случило двајцата свештеници со крст да ги испраќаат некого. Па по нив се придржуваат други гробови по носилки. Тогаш свештениците мораа да закопаат 6 или 8 мртовци, па и повеќе, место еден како што очекуваа. Никој на таквите мртовци не им одаваше почести нити со солза, нити со свеќа, нити со испраќање. Беше дојдено дотаму што луѓето се грижаа помалку за тие што умираат, одошто се грижат денеска за козите. И тогаш се покажа многу јасно дека она што природниот тек на работите со своите ситни и ретки незгоди не можел ни да ги научи мудреците именно трпеливо да го поднесуваат злото. Големината на злото сека ги научила и неуките луѓе да се приучуваат и мирно да го поднесуваат, бидејќи за тоа толку многу мртовци што секој ден и скоро секој час ги однесуваа во сите цркви. Немаше веќе доволно просветено земјиште за толку гробови, а особено ако сакаа по стариот обичај секој да го положат во одлерен гроб, а гробовите беа преполни. На гробиштата до црквата копаа големи дупки и во нив закопуваа по стотици мртви тела. Ги полагаа густо како што се служуваше товар на брод. Секој ред го посипуваа со танок слој земја додека не наполнеа дупка до горе. Но да не одолжувам, опишувајќи секоја подобност на изминативе незгоди што се случуваа во градот. Верувам дека ни околината не остана ни најмалку поштедена, додека тие лоши времења владееа таму. Во неа не ги споменувам дворците што во мало прилегаат на град. По растурените населби и полење умираа бедни и сиромашни селани и нивните фамилии, без никаква лекарска нега или помош на слуги. По патиштата, по лињата и куќите, и дење и ноќе, не како луѓе, туку скоро како животни. Поради тоа, тие се израсипаа, исто како граѓаните. И скоро како да го очекуваа денот на страшниот суд, не се грижеа околу стоката и летината,
туку сосила се трудеа да потрошат се што имаат. Па така, волови, магарења, овци, кози, свињи и живина, дури и птиците беа толку верни на луѓето. Истерани од куќите лутаа слободно низ полињата каде што житото стоеше не само што уште не собрано, туку неожнеано. Многу од тие животни како да имаа разум, откако ќе се напасеа убаво дење, ноќе се враќаа сити во своите штали, сите без чувар. Што може да се додаде, ќе оставиме околината и ќе се вратиме на градот, освен дека беше таква и токава жестокоста на небото. Може би до некаде и на луѓето што од март до следниот јули меѓу зидиштата на градот Фиренца изгинаа. Кој од шумота, кој од тоа што беа многу болни, беа слабо гледани или изобшто напуштени од преплашените здрави, се мисли. Сигурно преку 100.000 души, а пред поморот може би и не се знаеше воопшто дека толку ги имало во градот. О, колку големи палати, колку прекрасни куќи, колку благороднички домови, понекогаш преполни луѓе, господа и дами, опустеа до последниот слуга. Колку проучени фамилии, колку големи имоти, колку прочинати богатство станаа беззаконит наследник. Колку знаметни мажи, колку прекрасни жени и мили младичи, што дури и Гален, Хипократ и Ескулап би ги сметале за сосема здрави. Напладне уште ручаа со своите родители, другари и пријатели, а истата вечер вечераа на оној свет со своите предци. Мене самиот ми е тешко да се запирам на тие маки, затоа ќе ги оставам оние што не морам во овој случај да ги споменувам. И велам дека тогаш, кога нашиот град беше во таква состојба и речиси без жители, се случи во поучуваната црква Света Марија Нова, во еден вторник, како што разбрав подоцна од една веродостојна личност, која во црквата скоро немало никого. Присуствувале на светата служба 7 млади дами, што траурно облекло, како што прилегаше за тоа време. Сите беа помеѓу себе во пријателски или во соседски или во роднински врски, ниедно од нив немаше преку 28 години. Ниедна не беше помлада од 18. Сите беа умни од благородното потекло, убави и со убави обноски, љубезни, честни и мили. Би ви ги кажал нивните вистински имиња да не ме спречуваа оправдана причина во тоа. А причината е оваа. Не сакам, затоа што тоа го кажувале или што го слушнале како што ќе го чуеме. Некој од нив подоцна да се срами. Денес обичаите во поглед на забавата се некако поскруени од тогаш, кога и во поради веќе споменатите околности беа многу послободни не само за нивната возраст, туку и за многу позрела. Па и не сакам да им давам повод на завидливите што секогаш се спремни да се закачат за секого што живее честно. Со овие неприличливи зборови да нашкодат на честа на оние достојни за почит жени. Но за да се разбере без брка она што го рекла секоја од нив, на секоја ќе дадеме згодно име, што наполно или делум ќе одговара на нивната нарав. Првата и најстарата меѓу нив, ќе ја наречеме Пампинеја, втората Фиамета, Филомена, третата, четвртата Емилија, Лаурета ќе се вика петата, шестата Неифилија, а последната не без причина Елиза. Никаква посебна намера не ги собрала во еден кат на црквата, туку случај. Седнале скоро во круг и вознемувајќи ги оставиле бројаниците и очешнатите, па почнале да се расправаат помеѓу себе за оние тажни времења. По кратко молчење, Пампинеја прозборе вака. Мили мои дами, како и јас, и вие често сте можеле да чуете дека никого не го навредува тој што се служи честно со своето право. Природно е секој што се родил колку што може да си го чува својот живот, да го заштитува и да го брани. Тоа право му се признава на секој човек. Почестопати се случило човек нееднакво да отепа друг човек за да си го одбрани својот живот. Па ако тоа го допуштаат законите што се грижат за доброто на секој смртник, колку повеќе право имаме ние, а и секој друг чесен човек, не штетејќи никому да го заштитиме својот живот онака како што знаеме.
И секогаш кога размислувам за нашето денешно држење, а и некогашното за многу наши умувања и разговори, увидувам, а и вие можете да го утврдите истото, дека секоја трепери за својот живот. Не се чудам ни малку за тоа, но многу се чудам зашто знам дека секоја од вас како жена почувствува, дека не бараме никаков начин да се одбраниме од она што кое сите со право се плашиме. Живееме овдека, но по моје мислење, баш како да сакаме и да мораме да бидеме сведоци колку мртовци се положени в гроб или па да пазиме дали овдешните калуѓери чии број скоро е свелтет на нула, да ја вршат службата Божја во одреден час и да покажеме на секој што ќе се појави со својата облека какви и колкави несреќи не снашле. А кога ќе излеземе одовде, или ќе видиме како што е низ градот пронесуваат мртовци и болни, или ќе гледаме тие што законот ги прогонил поради нивните кривици, како исмејувајќи ги законите, дрско скитајќи низ градот, затоа што знаат дека застапниците на законот се мртви или болни. А талогот на вашиот град, луѓето што се нарекуваат гробари жедни за нашата крв и на нашата жалост, јаваат и се дујат на секаде, и со непристојни песнички им се подсмеваат на нашите неволји. Ништо друго не слушаме освен тие умреа, а овие се на умирање. И кога уште некој можел да плаче, од секаде би одекнувало горчливо плачење. А кога ќе се вратиме по нашите куќи, не знам дали и вам би се случило како на мене, страв ме обзема сета, кога од целата фамилија нема да најдам никого, освен мојата слугинка. Косата ми се крева на главата и ми се чини, каде и да мрднам низ куќата, ме страша сеништа на покојниците. Лицата не им се како страшни, па не знам зошто се такви. Затоа се чувствувам како болна и овде, и на улица и дома. Толку повеќе што ми се чини дека никој не останал овде освен вас. А само имал малку можности место каде да се засолни. Ако има уште такви, чув и сум слушнал многу пати дека не разликуваат честно од нечестно. И само ако им се посака прават тоа што им е најмногу драго. И не само светлосните луѓе станале разбуштени и развртни, туку и келугерите по манастирите, мислејќи дека тоа им прилега исто како и на другите, па ги погазиле законите на послушноста и се предале на телесни уживања и блуд, верувајќи дека така ќе се најдат спас. Ако е така, а дека е, јасно гледаме што да правиме овдека. Што чекаме? На што се надеваме? Зошто сме помрзливи и поспори од сите други граѓани, кога се работи за наше спасување? Се сметаме ли за помалку вредни од другите? Може би мислиме дека животот ни е со посилни синџири врзан за телото одошто на другите? Или дека мораме да се грижиме за ништо што би можело да ни наштети? Во заблуда сме и самите се лажеме себе си. Колку сме луди ако мислиме така? Колку пати да си споменеме колкави и какви беа младичите и девојките што ги скинаа оваа немилосадна чума? Ке најдеме доказ во тоа. Па во леукумноста или немарноста да западнеме во нешто што случајно или како сакаме, на ваков и да е начин можеме да го избегнеме. Не знам дали и вие еднакво ќе судите за тоа како на мене. Мислам дека за вас би било најдобро заедно, како што направија многумина пред нас, а и прават, да го напуштиме овој град, па бегајки како во смртта, така и од тугите нечестни примери, па да отидеме на нашите имоти, а секој од нас има многу такви имоти, и таму да проживееме во честност. Таму, во разонода, забава и веселба, како што ќе знаеме и ќе можеме најарно, ќе ги поменуваме дните без да ги пременуваме во ништо границите на благородноста. Таму пеат пилиња, се зеленаат ритчиња, идоловите и животните полиња се брануваат како море, таму растат со илјадници различни дрве, а широкото небо и да се напушти, сепак не ни скратува своите вечни убавини што ги гледаме по драго срце одошто пустите дзидиште на нашиот град. Притоа воздухот е многу посвеж и има многу повеќе од сето она што ни е нужно за живот во овие времења, а тага има помалку. Па макар што и таму смртта ги коси селаните, еднакво како и овдека граѓаните сепак е помалку страшно зашто куќите и жителите се поретки одошто во градот.
а во другата страна, овдека, ако не се лажам, не остануваме никого. Не оставаме никого. Дури и би можеле, по душа да речеме дека ние сме оставени, затоа што сите наши мили, било да се умрени, било да избегале од смртта, не оставиле сами во таква мака. Како и да не сме нивни, никој значи не може ништо да не приготви. Ако се управуваме спрема овој свет како не сториме така, ќе не снајде болка, тага и може би смрт. Затоа сметам дека би било добро, ако ви е право, да ги поведеме со нас нашите слугинки и да земеме што ни е нужно, па денеска овдека, утре таму, да поминеме во веселба и забава, какво што може да ни се пружи во ова време. Ке останеме таму и ке живееме се дури не видиме, ако не најде смртта пред тоа. Каков крај одредило небото за оваа неволја? Ви предупредувам, уште дека е посрамно честно да се отиде одошто, ако многу други во нечестност да останеме овдека. Само секунда, извинете. Сите други, кога ја слушаа Пампинеја, не само што го пофалија незиниот совет, туку со желба да го примат, почнаа веднаш помеѓу себе да расправаат за подобностите, скоро како ќе трнат веднаш. Штом ќе станат од тука? Но Филомена, која што беше многу разумна, забележа: Дами мои, колку и да ни разјасните, прекрасно, Пампинеја, што треба да сториме, сепак не че ни толку да брзаме. Како што се гледа дека имате желба, спомнете си дека сме само жени, а ниједна не е толку млада за да не знае каков ум имаат жените и како знаат да се управуваат без машко. Ние сме превртливи, своје глави, готови да се сомневаме, малодушни и страшливи. Затоа многу се сомневам ако не земеме некого да не е води, дека нашата дружина ќе се распадне пребрзо и помалку честно одошто што е нужно. Па затоа би требало добро да се размисли пред да се впуштиме во тоа. Тогаш рече Елиза: Навистина, мажите им се глава на жените и без нивно водење ретко да успее како што треба некоја наша работа. Но како да најдеме мажи? Секој од нас знае дека повеќето нејзини роднини изумреле, а тие што се останати живи се разбегале со различни компании. Кој ваму, кој онаму, а ние и не знаеме кај се, за да избегнат од она што сакаме и нема да избегнеме. Не е згодно да молиме туги, затоа што ако гледаме на наше добро, треба да најдеме начин се да уредиме така што таму каде што ќе одиме за одмор и забава, да не се јават незгоди и срам. Додека тие расправаа така, во црквата влегоа тројца младичи, од кои најмладиот немаше помалку од 25 години. А ни лошите времења ни загубата на пријателите и роднините не можеше да им ја олади љубовта, а не да им ја угасне. Едниот од нив се викаше Памфило, Филострато, вториот, а третиот Дионео. Сите тројца беа згодни и со убаво држење. Токму беа трнале да се ги најдат своите љубени, па така да најдат утеха во таа неволја, а сите три случајно беа меѓу оние 7 споменати, додека другите беа во роднински врски со младичите. Дамите ги забележија младичите први, па Пампинеја, подспевнувајќи се проговори: Еве, среќата ни е уште од првин наклонета. Ни пратила умни и добри младичи, што ќе не водат радо и ќе не служат, ако не се стеснуваме, да ги земеме во служба. Тогаш Нефилије, сега заруменета од срам, затоа што во неа беше заљубен од младичите, се вмеша: Забога, Пампинеја, пази што зборуваш. Многу добро знам дека за секој од нив може да се каже само најдобро и дека би биле способни за многу поголеми задачи од што е оваа. Исто така верувам дека тие би била добра и честна придружба не само за нас, туку и за многу пубави и плодородни дами, од што сме ние. А сите знаат дека се заљубени во некоја од нас. Па се плашам дека без наша и нивна вина ќе има срам и прекор ако ги земеме со нас. И одговори Филомена: Ништо не се тревожи. Кој живее честно и совеста му е чиста, не треба да се обзира на празните приказки. Господи вистината ќе се борат за него. Кога само би сакале да дојдат со нас,
Навистина би можеле да кажеме, како што рече Пампинена, дека среќата му е наклонета на нашиот пат. Кога ја чуја другите дека зборува така, не само што молкнаа, туку и се согласија со тоа дека треба да ги повикаат младичите и да им кажат што наумиле, па за да ги замола да им се придружат на тој пат. Тогаш Пампинеја, која што беше со еден од нив роднина, без никакво објаснување стана, им се доближи на младичите што стоеа мирно и ги посматра, ги поздрави со радосно лице, им го соопшти нивното решение и од името на сите ги замоли да им се придружат со чисто и браско срце. Младичите отпрвин помислија дека се шегуваат со нив, но кога видоа дека мислат сериозно, весело одговорија дека се готови, па без да чекаат ни миг, определија за се што беше нужно да се стори пред патувањето. На следното утро, тоест во средата, откако го пратија сиот багаж натаму, кај што намислија да заминат, во муграта дамите со неколку своји слугинки и тројцата младичи со своите слуги излегоа од градот и трнаа по пат. Не се оддалечија ни добри 2 милји кога веќе стигнаа на местото што го одредија однапред. Споменатото место лежеше на рид, оддалечено од патиштата, обкружено со различни бујно растрешени грмушки и дрвја. Да ти беше мило да погледнеш. На врвот на ридот имаше дворец со убав и широк двор. Лоџии, салони и соби, сите една побава од друга и сите украсени со прекрасни и ведри слики. Околу дворецот се простираа ледени и прекрасни градини со кладенци, со ладна вода, а имаше и изби полни со извонредни вина. Тоа би било позгодно за жените пијаници одошто за трезните и уважени дами. За својата немала радост, дружината најде се пореметено и суредено во собите, постелните приготвени и се искитено со цвеќе што можеше да се најде во тоа годишно време, а подовите послани со рогозини. Само што дојдоа изнаседнаа. И Дионео, најзгодниот и мощне духовит младич, приговори: Мои дами, ваму не доведе повеќе вашиот разум одошто вашата досетливост. Не знам што сте намислиле да сторите со вашите грижи. Јас моите ги остави од оваа страна низ градската врата, во часот кога излегов низ неа со вас. Затоа одлучете се да се смеете заедно со мене, да се шегувате и да пеете. Толку, велам, поку што прилега на вашето достоинство, или пуштете ме да се вратам на моите грижи и да останам во оној тажен град. Пампинеја му одговори весело, токму тако да ги отфрлиле сите своји грижи. Прекрасно зборуваш, Дионеа. Треба да живееме весело и да се забавуваме, затоа што друга причина не отера во тага и жалост. Но бидејќи без вистинска мера ништо не можеше да трае долго. Јас, која што бев зачетник на разговорот, од кој настана оваа наша дружина, мислам дека е нужно да се запази нашето весело настроение. Па да се сложиме. Некој од помеѓу нас да ни биде глава, па да го прочитаме и да го слушаме како постар, а нему да му биде единствената грижа како онај да живееме во веселба и радост. А за да го обиде секој товар на грижите, воедно и сладоста на старешинството, па спрема тоа, откако ќе го обиде и едното и другото да не биде засилив, верам товарот и честа да се долекува на секому за еден ден. Мала пауза. Добра. Ја се укочив малце. Како е, луѓе? Пратите нешто, читате, слушате? Гледам, не коментирате многу, значи интересна е приказна. Поточно увод. Кој ќе биде прв, нека го реши нашиот заеднички избор, а ќе го посетува тој или таа, која ќе задзвони ноќен час, кое што ќе му биде по волја на тој или таа што владеел, тој ден или што владеела, а тој или таа по својот суд нека го определи времето на владењето, местото и начинот како ќе го поминеме времето. Тие зборови им се сведеа на сите и едногласно ја избраа неа прва за првиот ден. Тогаш Филомена побрза до лаворовото стебло, затоа што многу пати беше чула дека лаворот
е благородно дрво и за некаква почест е достоен тој што е овенчан со него, па скршнувајќи неколку гранчиња, сплете од нив убав венец и со него и ја овенча главата. Од тогаш се дури дружината беше собрана за секого, тоа беше знак за кралско господство и власт. Пампинеа, откако стана кралица, ги повика при неа слугите на тројцата младичи и нивните слугинки, што беа 4, и на сите им нареди да замолчат. Кога молкнаа сите, почна вака. За да ви дадам прва јас пример, според наведувајќи го од добро кон подобро, нашата дружина ќе поживее и ќе трае се дури ќе ни биде драго. Пред се го именувам Пармено, слугата на Дионео, за мој домакин. Нему му ја поверувам грижата на сета наша дружина и за се што спаѓа во прислушкување околу јадењето. Сириско, слугата на Памфимело, нека биде тука благајник и нека ги слуша Пампеновите наредби. Тиндаро во службата на Филострато и другите двајца нека не придржуваат во нивните соби, кога другите слуги, спречени од своите служби, нема да можат да го прават тоа. Мојата слугинка Мизија и Филоменината Лисичка ќе бидат во куќата и вредно ќе ги приготвуваат јадењата што ќе им нареди Пармено. Лауретината, Химера и Фиаментината, Стратилија ќе се грижат за собите на дамите и за чистотата и редот во куќата каде што ќе пристојуваме. А сите пак што им дошло до нашата милост, им наредуваме да не донесуваат однадвер други вести освен весели. Каде и да појдат, од каде и да се вратат да чујат и да видат било што. Кога издаде заповест така некратко што сите ја пофалија, така весело стана и рече: еве ви градини, еве ви ледини и други угодни места, каде што секој може да се забавува по својата желба. А кога ќе удри 3 часот, сите ќе се собереме овдека, да пируваме во лад. Откако новата кралица ја опушти така веселата дружина, младичите се упатија со убавите дами во пријатен разговор со леки чекори низ градината, плетејќи прекрасни венци од разновидно зеленило и пејќи љубовни песни. Кога измина времето што им го определи кралицата, се вратија дома каде што Пармено веќе беше зафатил грижливо за својата служба. Влегувајќи во еден приземјен салон, најдоа маси послани со предели, покривки и на нив чаши сјајни како сребро, а насекаде израстурен жолт багрем. По желбата на кралицата сите ги измија рацете и наседнаа спрема распоредот на Пармено. Тогаш слугите принесоа на масата вкусно приготвени манџи и чудесни вина. Потоа започнаа молкома да послужуваат. Бидејќи беше убаво и средено, се израдуваа многу и во шега и забава руча. Кога беа раскренати масите, сите дами и младичи умееа да танцуваат и да играат оро, а многумина од нив и многу добро и да свират и да пеат, кралицата нареди да донесат музички инструменти. Па на нејзината заповест Дионеа го земе леутот, а Фиамела виолата, па засвиреа некаква сладка мелодија за танец. Тогаш кралицата ја прати прислугата да јадат, а таа со другите дами и другите двајца младичи со лек чекор поведе оро. А кога го свршија, почнаа да пеат убави и весели песнички. Така се разонодуваа, се дури не и се стори на кралицата дека е време за почивка. Па ги опушти сите. Тројцата младичи отидоа во своите соби, одделни од собите на дамите. Таму најдоа убаво последни постели, многу мутно, и се намножило со цвеќе како на трпезаријата. И во собите за дамите беше исто така. На сите се разидоа и легнаа да починат. Само што удри 9 час, стана кралицата и ги повика своите другарки да станат. И така исто младичите, тврдејќи дека не е здраво да се спие долго дење, потоа отидоа на некоја ливада заклонета од сонцето, каде што тревата беше густа и зелена, а пиркаше благо ветре. По желбата на кралицата, сите наседнаа на тревата наоколу, а таа започна вака. Како што гледате, сонцето се кренало високо, а жегата е голема. Освен штурците горе во маслинките, ништо друго не се слуша.
па секако би било лудо да се оди одовде. Овдека е убаво и свежо, а имаме шах и слични игри. Па секој може да одбере што му е најмило. Но ако го послушате мојот совет, нема да го поминеме овој врел ден од денот во игри, при што духот на еднаквите се смуртува, а на другите премногу не ужива. Како и на тие што гледаат. Тука ќе го поминеме овој врел дел на денот, прикажувајќи, па дури и едниот прикажува, сета дружина ќе слуша и ќе ужива. Уште ни сите нема да ги довршите приказните, а сонцето веќе ќе зајде на запад и корештината ќе попушти. Па ќе можеме да одиме и да се забавуваме како што ви е драго. Затоа ако ви се свиди ова што ви го кажувам, затоа што сум готова да угодам на вашите желби, да сториме вака. А ако не ви се свиди, секој нека се забавува до вечерта како што знае. Дамите и младичите го пофалија незиниот совет, значи почна кралицата. Во првиот ден секој нека раскажува слободно за што сака. Потоа, обрнувајќи му се на Памфио, кој што и се деше одесно, љубезно го замоли да почне. Толку за сега. А се гледаме за кратко време, вајде. Поздрав, фала за коментарите, ќе видам што сте пишале подпосле, малце сум уморен се. Се гледаме за скоро. Ćao!